Во Гостивар годинава се родиле помалку бебиња во споредба со лани истиот период, но опаѓањето на наталитетот не се поврзува со пандемијата на COVID-19, туку со тренд кој владее последната декада. Младите се иселуваат во странство, а тие што остануваат потешко се решаваат да имаат повеќе деца. Гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница функционира со нормално темпо и досега немало трудница со симптоми на корона. Значи, ланската година до денешна дата, од почетокот од јануари 2019 до денешна дата сме имали 218 раѓања, а сега за 2020 година имаме 198 раѓања, што значи имаме за 20 раѓања помалку. Дали тоа е поврзано со пандемијата, светската пандемија на COVID-19, не би рекол дека е поврзана, зашто во нашето одделение процесот на раѓањата не е допрено. Не е поврзано со пандемијата. Значи, тие трудници, како и да е, треба да завршуват. Исто така, немаме забележено пациентки кои да се жалат на симптоми од COVID-19 и горе-долу работата си течело најнормално во нашето одделение. Она што загрижува е зголемениот број на спонтани абортуси. Во евиденцијата на Гостиварската болница од почетокот на годинава ги имало 30-тина. Гинеколозите велат дека е тешко да се определат точните причини за тоа, но сметаат дека бремените жени мора да обрнат поголемо внимание на текот на бременоста и да ги вршат редовните контроли. Би требало да се прати добар апел до сите тие трудници кои поради ситуацијата, значи, или не ги вршиле редовно контролите, или по некоја друга причина, значи, не ги посетувале нивните матични гинеколози, а со тоа, значи, помогнале да се зголеми бројот на спонтаните абортуси. Секако ние како гинеколошко-акушерско одделение сме во пресред на сите тие пациенти кои барат помош, или пак барат консултации, или пак имат потреба од нас. Минатата година во одделението за водење на матична евиденција во Гостивар биле запишани 1103 бебиња. Од нив над 450 се родиле во странство од наши граѓани, кои што потоа ги пријавиле во овдешната матична служба. Останатите бебиња биле родени во Гостиварската болница или во болниците во Скопје и Тетово.